Почитувани сограѓани, како кандидат за пратеник од изборна единица 3 и како здравствен работник кој посебно работи на добро здравје и достапност до здравствените услуги на сите пациенти, сакам да ги потенцирам инвестициите од владата предводена од СДСМ во здравствениот сектор и здравствениот персонал што дадоа нова перспектива на здравствените работници, а со тоа и на корисниците на здравствени услуги. На почетокот на моите колеги им одавам признание, тие се на првата борбена линија со COVID-19. Вложувањата кои владата на СДСМ ги направи во здравството овозможија успешно да се справиме со најголемата светска здравствена криза во изминатите децении. Со оваа криза стана уште повидливо дека здравството е еден од основните општествени столбови. Продолжуваме да вложуваме во одржлив здравствен систем. Наш приоритет од почетокот е подобрување и унапредување на јавното здравство, подобри услуги за пациентите и работни услови за здравствените работници. Инвестираме во здравствениот персонал, ги зајакнуваме професионалните капацитети на здравствените работници и овозможуваме услови за нивна работа дома, можност тие својата иднина и кариера да ја гледаат во нашето јавно здравство. Вработените во здравството се во првите борбени редови во битката со COVID-19, ќе добијат награда од 20% од основната плата за 2 месеци. Наградени ќе бидат сите здравствени и нездравствени работници, вклучени во работата со пациенти заболени од коронавирус, доктори, медицински сестри, но и нездравствени работници, болничари, транспортери, возачите во службата за итна медицинска помош, во сите јавно здравствени институции, болниците и институциите каде се правија испитувањата, здравствените домови кои што го организираат транспортот. Никој нема да биде изоставен, сите се земени во предвид. Владата на СДСМ инвестираше многу во човечкиот капитал во здравството. За период од 2 години даде повеќе од 5000 согласности за вработување во јавно здравствените установи, ги зголеми платите на здравствените работници, даде повеќе од 1000 согласности за специјализации и субспецијализации. Во периодот од септември 2018 до февруари 2020, 4 пати е зголемена платата во здравството. Основната плата на лекарот специјалист е зголемена за 40%, на медицинските сестри до 23%, на општите лекари за 25%, а на останатите здравствени соработници за 15%. И за прв пат оваа влада ги плати приватните специјализанти за својот труд во висина од просечна плата на општ лекар. Го решивме деценискиот проблем со недостатокот на лекови. Укинати се квотите за лекови на рецепт во аптеките ширум цела држава и денес граѓаните повеќе не се грижат дека ќе останат без терапија, бидејќи таа им е достапна во секоја аптека и во секое време. За 2 години воведовме 5 нови лекови за ретки болести, а за пациентите со дијабетес 3 нови типа висококвалитетен и сертифициран инсулин. Иновативна биолошка терапија за пациентите со малигни заболувања. 8 нови дигитални мамографи. Воведовме задолжително двојно читање на мамографските снимки, бесплатни ортопедски градници и психолошка поддршка за пациентите со рак на дојка. 2 нови вакцини за заштита од пневмокока и ротавирус, кои се чести во детската возраст, особено кај децата кои посетуваат градинки. Од капиталните инвестиции сакам да потсетам дека инвестиравме во реконструкција и обнова на оддели, нови современа медицинска опрема, нови возила за итна медицинска помош. Направивме многу, но има уште многу да направиме. Продолжуваме да работиме посветено и подобрување во секоја област, инфраструктура, опрема, терапија, персонал, затоа што само така со сеопфатен пристап кон сите сегменти во здравството можеме да направиме функционален и одржлив здравствен систем.